И покрај изгласувањето недоверба на дел од членовите на Судскиот совет од страна на пратениците, председателот на оваа институција Александар Камбовски вели дека оставките воопшто не се решение. Во земјава 30 години се спроведуваат реформи во судството, но нема никакви резултати, а довербата е минимална. Камбовски е со став дека треба да се промени начинот на кој што се прават тие реформи, како и да се добие финансиска независност. Оставките не се реформа, а видите, Судскиот совет е скоро целосно променет. А доколку сакаме на вистина некоја реформа да направиме, реформата се прави на друг начин, со промена на законот, со намалување на мандат, со депрофесионализација на Судски совет, на Обвинителски совет, а само персонални промени тоа нема ништо. Која ви е гаранцијата дека новите членови кои што ќе дојдат дека ќе бидат подобри? Председателот на Сдруженијето на суди Иван Џолев пак се пожали дека во судовите има мал број на кадри, а голем број предмети, но и на слабото финансирање. Недостигот на суди, на судски служби, финансиската независност ствараат проблеми во смисла на кадровски решенија. Знаете, ние имаме секоја година се поголем број на прилив на предмети, а се помал број на судски службеници и судии. Едно со друго не иде. Ако сакаме ефикасно судство, мора да се вложува во истото, мора да се инвестира. Новиот закон за Судски совет треба да биде готов до јуни годинава, а во него треба да бидат адресирани и препораките од оценската мисија. Овој закон инаку е дел од реформската агенда во делот на правосудството одобрен од Европската комисија.